Тројца од пациентите од македонските клиники се пуштени на домашно лекување, а уште тројца се очекува да бидат пуштени дома во текот на утрешниот ден, соопшти министерот за здравство Арбен Таравари. На сите пациенти, пред да бидат испишани од болница, ќе им биде направена токсиколошка анализа од страна на искусни токсиколози. Според Таравари, 173 пациенти кои се лекуваат во земјава и во странство се во стабилна состојба. 10 пациенти кои се во Македонија се во потешка состојба, но надвор од животна опасност. Моментално во државата се лекуваат 72 пациенти, на клинички центар се 34, во 8 септември 15, во градска општа болница 11 и во Штип само 1 пациент. По приватните болници се во Систина 7 и по Жан Митрев 4 пациенти, значи вкупно 72. Надвор од државата се 101 пациент. Таравари соопшти дека возачот на итната медицинска помош, Иле Гоцевски, кој неуморно превезувал повредени лица по трагедијата која се случи во Кочани, ќе биде одликуван посхумно. Министерството планира следната недела да го одликува за неговиот огромен придонес во спасувањето на жртвите во пожарот. Јас планирам како Министерство за здравство постхумано неговото семејство да го викнам и да го одликуваме. Планирам ова, меѓутоа не беше сега состојбата, нека помине оваа недела, идната недела планирам како министер да го одликувам постхумано. Така да во воредни состојби сите работиме без да гледаме во часовникот и во работното време, верувајте. Според информациите од министерот за здравство, сите пациенти кои се на лекување во странство се во стабилна состојба. Утринава пристигна вест од Воено-медицинската академија во Белград дека еден од пациентите таму е во подобра состојба и од интензивна нега е префрлен на лекување на клиниката за пластична хирургија. Во ВМА се лекуваат 10 пациенти, а во Србија вкупно 30 повредени. Во Грција се лекуваат 12, во Бугарија 15 пациенти, во Турција 9, Унгарија и Австрија по 6 мина, Хрватска 5, Словенија, Литванија, Белгија и Италија по 4 и 2 во Полска.